Последниве денови една од главните теми е она што се случи на Скопскиот аеродром со косовската председателка Вјоса Османи при гранична контрола. Од нејзе било побарано мобилниот телефон и рачниот багаж да ја поминат низ скенер, при што настанал проблем на Скопскиот аеродром. Токму на оваа тема ќе го започнеме разговорот со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Добар ден, министре, ви благодарам што прифативте гостување во Вестен Алфа телевизија. Што точно пред 4 дена се случи на Скопскиот аеродром? Добар ден, благодарам на прашањето. Еве можност да го кажем она кое што го имаме утврдено како фактичка состојба, а е во интерес на Министерството за внатрешни работи и во негова надлежност. Значи, предметниот ден од страна на дел од делегацијата која што ја предложувала председателката на Република Косово е постапено во насока да е утврдено дека од нивна страна имало одредени забелешки на начинот на кој што е спроведена оваа целокупна процедура во врска со влезот на председателката во рамки на ВИП просториите на аеродромот ТАВ, при што по нејзино барање, по исто така упатување од страна на председателот на собранието на Македонското собрание во рамки на ВИП просторијата која што присуствувала председателката, се упатени дел од полициските службеници кои што се грижат за обезбедувањето на председателот на собрание. Настан кој што е настанат, мислам дека беше на утрината на 1 август, и од предметниот настан, она што е во интерес во рамки на надлежноста на Министерството за внатрешни работи е дека во текот на денешниот ден од страна на одделот за внатрешна контрола по насоки на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ќе биде доставена кривична пријава согласно одредбите од кривичниот законник, и тоа член 144 загрозување на сигурноста и член 382 спречување на службено лице во вршење на службено дејствие против член на обезбедувањето на председателот на собранието, кој што незаконито се упатил кон ВИП салонот на ТАВ и особено незаконито реагирал и несоодветно реагирал согласно сето на кое што веќе е објавено во рамки на јавноста. Сметам дека едно вакво поведение на полициски службеник е недозволиво и истото мора да биде процесирано соодветно пред органите на прогон. Освен што ќе биде поднесена кривична пријава против член на обезбедувањето на председателот на собранието, ќе е предложена и соодветна дисциплинска постапка, која што во себе вклучува и суспензија се до окончување на кривичната постапка, која што ќе биде во тек во иднина, со тоа што предметното лице ќе биде суспендирано во иднина се до донесување на правосилна судска одлука од страна на надлежен суд. Во текот на денешниот ден исто така се предложени од страна на одделот за внатрешна контрола и 2 дисциплински постапки против други 20 членови од обезбедувањето на председателот, кои што не постапиле согласно подзаконски акти и при тоа не спречиле незаконито дејствие од страна на нивниот претпоставен кој што се упатил во рамки на ВИП салонот. Можам да изразам жалење за целокупниот настан кој што е случен. Согласно информациите кои што јас ги имам добиено досега, не можеме да говориме за настанат физички контакт помеѓу било кој член на обезбедувањето на ТАВ и председателката на Република Косово. Барем таква информација до мене не е доставена дека имало било каков физички контакт, а при тоа се обезбедени изјави и од повеќе од 15 на луѓе во рамки на целокупниот овој процес кој што го водеше внатрешна контрола, и исто така од страна на одделот за внатрешна контрола по барање и насоки од страна на јавен обвинител се прибавени и снимки од камерите кои што го снимале внатрешниот дел, и од страна на информациите кои што ги имам добиено, таков физички контакт помеѓу председателката и член на обезбедувањето не е утврден. Постои физички контакт помеѓу
дел од обезбедувањето на претседателката и обезбедувањето на ТАФ, кои што согласно информациите кои што ги имам добиено не е предмет на интерес од кривично правен аспект на Министерството за внатрешни работи и заради тоа ние сме фокусирани во насока на она кое што е сторено како кривично дело од страна на полициски службеници во рамки на Министерството за внатрешни работи, а сето тоа е настанато после половина час откако е случен самиот несакан настан, така да го кажам, кој што е поврзан со претседателката на Република Косово. Министерството за внатрешни работи овој настан е случен на 1 август, денеска сме 5 август и во најкраток можен рок ги превзе да сите и покрај тоа што нели празник, сабота, недела, одделот за внатрешна контрола интензивно работеше, сослушани беа огромен број на луѓе во рамки на целокупна постапка, изведени беа сите докази кои што ги имаме на располагање во делот на нашата надлежност и е постапено согласно насоки на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Така да овој кривично правен настан, така да го наречам, во делот на она кое што се коси со законите од аспект на Министерството за внатрешни работи во рамки на неговиот делокруг на работа е затворен. Уште една интересна тема која што деновиве се појави во државата се информациите кои што ги соопшти премиерот Христијан Мицкоски дека дуј на еден начин спремале дестабилизирање на државата бидејќи се во опозиција, но и дека одредени групи, не кажувајќи дали се од странство од држава, спремале меѓуетнички тензии, а дека за тоа имало истрага. Докаде е оваа истрага во полицијата? Видете, во изминатиот период се доставени огромен број на докази за огромен криминал, кои што ќе бидат процесирани во рамки на законита постапка и Министерството за внатрешни работи. Во рамки на законита постапка, со докази, со факти, почитувајќи ги сите права, ќе постапува во насока да се утврди вистинската фактичка состојба и во насока да се обелоденат сите оние незаконитости кои што биле сторувано во изминатиот период. А и како ги имало. Индициите се дека и како имало огромни криминали кои што се случувале во изминатиот период. За сето она кое што е доставен, а веќе стигаат огромен број на и писмени докази и друг тип на информации до Министерството за внатрешни работи, ќе биде постапено максимално ефикасно и во рамки на законните процедури. Уште една тема која што минатиот период е загрижувачка во Македонија се големиот број на пожари. За нив постои сомнеже дека поголем дел се подметнати. МВР веќе откри неколку подметнувачи, колку кривични пријави има во моментот за подметнувачи, колку истраги и предистраги има за овие случаи. Согласно информациите кои што ги имам, поднесени се кривични пријави против конкретни сторители од страна на СВР Велес, СВР Струмица, ОВР Радовиш, ОВР Свети Николе, СВР Скопје, исто така има постапено во рамки на негова надлежност во врска со два конкретни кривично правни настани, односно два настанати пожари, едниот настанат во рамки на катната гаража во текот на изминативе денови, другиот настанат под Кале, затоа што имаше информации во јавноста. СВР Охрид исто така постапува по конкретни предмети за кои што имаме конкретни индиции за предизвикување на општа опасност, така да постапувањата по отворената акција Пожар 2024 на ниво на Бирото за јавна безбедност, факт е дека дава резултати и факт е дека сите оние кои што ќе бидат основано докажани со конкретни докази и факти во рамки на соодветна постапка ќе бидат процесирани од страна на Министерството за внатрешни работи. Имаме поголем број на кривични пријави и известување до надлежен јавен обвинител во врска со конкретни кривично прави настани поднесени во изминатиот период. Ви благодарам, министре.
Тоа беше разговорот со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на повеќе актуелни теми кои што во моментов се во државава. Да сумираме, како што кажа министерот, поднесена е кривична пријава против член на обезбедувањето на собранискиот спикер Африм Гаши поради случувањата на скопскиот аеродром на 1 август, односно пред 4 дена. Во моментов во МВР се водат постапки, односно истраги против можни криминали сторени од претходната власт, односно од ДУИ во овој случај, како и дека во моментов МВР активно работи против оние кои што за кои што постојат сомнежи дека подметнале пожари во Македонија, а веќе има и неколку кривични пријави.